Исчистени канали и каналска мрежа, подготвена за наводнување. Земјоделски површини подготвени да ги примат водите, проточните води и водите од хидросистемот Брегалница. Ваква е сликата во Кочанското поле на еден ден пред стартот на наводнителната сезона. Од водостопанство Брегалница најавуваат дека водите од хидросистемот Брегалница од утре, 14 април, ќе бидат пуштени во атарите на селата Прибачево и Грдовци. Со ова и официјално ќе започне наводнителната сезона во регионот. Од подружницата на водостопанство Брегалница од Кочани истакнуваат дека веќе се користат проточните води од Оризарска река за наводнување на полињата во Оризарскиот атар на полето, а од утре и официјално ќе започне наводнителната сезона и тоа со пуштање на водите од хидромелиоративниот систем Брегалница. Според однапред направениот распоред на водостопанство Кочани, освен вода за полињата во Оризарско и Зрновско, од утре вода ќе потече и во нивите на Прибачевско и Грдовско, а наредниот ден и во Кочанското поле. Земјоделците со механизација секојдневно се во полето и ги подготвуваат нивите за сеидба на оризовата култура. Убавото и сончево време им оди во прилог на земјоделците, кои годинава навреме ги подготвуваат нивите за прифаќање на проточните води и на водите од хидромелиоративниот систем Брегалница. Годинава во државата под ориз ќе бидат насијани 5000 хектари, а доминантни сорти ориз и пролетва ќе бидат Сан Андреа, Монтичели, Р76, Примариска и Примавера, како и неколку турски сорти ориз, кои во изминативе 3 години од експерименталното производство во Кочанското поле дадоа извонредни резултати. На денешниот состанок на подружниците на водостопанство на Македонија, кој се одржа во Кавадарци, главна тема за разговор беше почетокот на наводнителната сезона по региони во државата. Освен во Кочанско, наводнувањето во останатите региони ќе започне за ден или два. Од водостопанство на Македонија информацијата за добиените средства во износ од 3,5 милиони евра од страна на Агенцијата за рурален развој за набавка на потребната механизација, која ќе биде рамномерно распределена по подружници низ цела Македонија.